урбано расположени, стартуваме, а верувам дека сите вие и ќе бидете задржани на единствената фреквенција 90,8 Урбан FM, во која ќе ја слушнате можеби најурбаната приказна и тоа модна приказна. Не случајно го кажувам ова затоа што ќе имам специјален гостин, чест ќе ми биде да зборувам со Елена Лука. Можам да кажам дека модната ревија наречена Импакт направи вистински удар и нешто што зборува модната критика дека токму ваква ревија апсолутен врв е нешто што долги години не се случило на модната македонска сцена. Еве и зошто ќе откриеме нешто подоцна, бидејќи како што ви реков, нема да бидам сама, заедно со Елена Лука на Урбан FM.
você me chamar. É só imaginar que a ilusão é felicidade. Lua cheia vai dançar como as ondas do mar, como a chuva no ar. Quero te balançar, não vou mais esperar. A verdade é que o amor faz flutuar. Difícil esperar, eu quero te levar bem longe, meu amor. É só você me chamar. É só imaginar que a ilusão é felicidade. Lua cheia vai dançar como as ondas do mar, como a chuva no ar. Te balançar, não vou mais esperar. A verdade é que o amor faz flutuar. И како што ви ветив на 90,8 Урбан FM, ќе ви откриеме најурбаната модна приказна, наречена со едно име Импакт, некоја модна ревија која може би одбележи последната деценија, барем така се искажуваат сите оние експерти од модата кои што имаа шанса да присуствуваат на 28-10
поточно во Даут Пашин Амам и да уживаат во она што им го подготви Елена Лука, рекоа вистински спектакл. Така барем се изјасни нашата модна икона Алек Наумовски, човекот кој што се погрижи за делот моделите за да прикажат твојата приказна Елена Лука. Најбрвин добро вечер на ова прекрасно урбано радио. За прв пат сум гостин овде и ми е голема чест. Благодарам за убавата најава Тина Фина. Значи прекрасно се чувствувам овде, морам да признам. Штета што луѓето ова не можат да го видат ова убавина од бој и се тоа што гледам во овој простор. Само напред и честитки. 28.10. како што кажавте, беше еден убав ден за Елена Лука. Ја презентиравме колекцијата Импакт. Сега не знам која поред беше, од која е постоењето на Елена Лука практично. Мислам дека сработивме една интересна колекција, различна по својот сензибилитет, различна по концепцијата, различна по конструкцијата на моделите, спојот на материјалите. За мене е ова уште еден чекор напред, да речеме во нашата професија, затоа што одработивме доста, како што реков многу пати по медиумите, во нашиот бекстејдж во Елена Лука како една работилница кројна, да кажеме, како едно модно ателие, доста нов тип на конструкции, спои на материјали и форми, кои што за нас лично како тим представуваат голем напредок и мислам дека импактот е само чекор напред во ова што го работиме. Ударот не беше случаен, тоа верувам на тој удар му предстоеше на импактот долготрајна работа, осмислување. Елена Лука, најголемата инспирација каде ја виде за оваа ревија? За колекцијата сигурно мислите повеќе од каде инспирацијата. Секојаш инспирацијата била жената, морам да признам, и ништо поинаку. Едноставно, самата жена е многу инспиративна како суштество кое што е од една страна амбициозно, цврсто, перфектно во својата изведба, да речеме, на се што работи, систематична како личност, силна, доста доминантна. Меѓутоа, од друга страна, знае да биде многу нежна, сензибилна, кршлива, тажна многу често. И некако може би тука беше овој пат спојот на двете форми што може да се видат во моделите. Од една страна имавме една скулптурна, би рекла, конструкција, а од друга страна спој со една лелејава форма, која што ја одредува нежноста и сензибилитетот на жената, какви што, нели, впрочем сме, со две лица, со две внатрешности, или со 101 лице, не знам. Да, мажите понекогаш од 101 лице. Па добро, да, така е. И тоа беше основната инспирација. Морам така, од технички аспект да кажем дека тимот на Елена Лука секојаш се води од една неуморна амбиција да произведе конструкција плюс поинаква, поразлична, во моделарска смисла на зборот, да можеме да ги следиме светските тенденции и дури да бидеме иновативни, значи да направиме концепт кој што може би во светот не сме го виделе, некако да измислиме нешто ново. Така да во тој смисол гледаме да одиме напред. Многу е важно да се биде оригинален. А вие останете со 90,8 Урбан ФМ. Имаме совршена музика за нашата совршена гостинка. Благодарам.
Brasil, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil. Brasil, esse coqueiro que dá cor, aonde amarro minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, deixa cantar de novo trovador, a merencória, a luz da luz. Модната колекција Импакт за ова есен зима е долго осмислувана, предпоставувам. Тоа го потврди бекстејџот, кај што може да се види дека апсолутно работат многу луѓе. Колку луѓе работевте во бекстејџот? Па сега точно не знам колку бевме. Горе-долу. Сигурно 20-30 луѓе биле. Ете од каде се резултатите, кога ќе се посветиш од сите агли. Да. Значи, многу е нормално да не можем да направам никакви резултати ако немаме еден одличен тим кој што стои позади брендот Елена Лука. Тие неуморно го следат темпото на модната куќа, на секоја визија, идеја или што и да е што ќе им го предложим. И така да ние сме заедно работиме нормално. Сум многу горда на тие луѓе, кажувам ги сакам како семејство. Нормално самата ревија многу помогна во бекстејдж. Сето тоа мора да функционира безпрекорно. Ако веќе збориме за професионална модна ревија, тоа и така мора да изгледа како што изгледаше во Да од Пашинамом на 28. Па не случајно избрана и локацијата, предпоставувам. Да, морам да кажам дека направивме една одлична фотосесија, сигурно имавте прилика да ја видите, додека се спремаше фитингот и претходно нормално целата таа кампања и промоцијата на новата колекција. Со тоа што сликавме на повеќе локации, меѓу кои и во Дојран сликавме и во амбиенти кои што беа соодветни или да речеме асоцираа на амбиентот во Да од Пашин Амам. И мислев дека можеби таму е најдобро да се реализираме. Кажувам отворено, многу, тоа е Скопје, немаме не знам колку многу локации да одбереме кај да промовираме нешто што по концепти, по некоја суштина би било соодветно на некоја локација. Меѓутоа овој пат го одбравме Да од Пашинамомот и мислам дека завршивме одлична работа. Самите модели и целата концепција со целата символика која што ја носија мејкапот и фризурите и сите до детали и доработки што ги имавме во комплетниот аутфит и стилски осмислената фигура, мислам дека одлично што го одбравме просторот каде што го одбравме и дека си го одработи самиот простор своето и даде една поголема тежина на самата колекција. Барем го задоволи тој сенс кој што беше битен за мене и за мојот тим, онака како што ја гледавме Елена Лука овој пат преку импактот и мислам дека сработивме на убава работа. Она малку сега субјективно ќе зборувам, многу ме радува дека доминантна беше црната боја. Таа ми е мене лично омилена долг период и не случајно црната боја веруваме доминантна. Без црна боја мислам дека и нема мода практично, нема стил. Колку Шанел велеше немаш очи без црна боја. Точно така. Црната боја е доминантна и во работата на Елена Лука. Не затоа што ја следиме Коко Шанел или не знам како, меѓутоа навистина во себе носи една голема мистика. Може да дојде до израз женската убавина и елеганција и самата силуета на жената преку убавата црна боја. Од многу аспекти,
од волуменот на телото па и понатаму дава, нема жена која што не изгледа убаво во црно, би рекла, ако тоа сето складно и убаво се среди во една добра конструкција која е самата халина или што и да е во црната боја. Така да и мене ми е омилена, морам да кажем, без црна боја не Па функционира. ќе не видат на Урбан во моментот на страницата на Facebook и Во секи црно биде ќе сме, да, така, да. Ајде да проговориме што се нуди за оваа есен зима, што нуди Елена Лука. Елена Лука, почитувани слушатели, нуди импакт оваа есен зима. Има многу парчиња, навистина околу 50 парчиња се да речеме, кои што ова сезона сметавме дека треба да ги понудиме. Иако самата колекција е во некои рамки на висока мода, би рекла, значи со самите доработки, некои парчиња се многу специфични, тешки за изведба. Сепак парчињата се носливи. Повеќе се да кажеме тешки во делот на изведбата отколку да може да се носат. Затоа топло препорачувам сите кои што го слушаат радиово, нека повелат во изложбените салони на Елена Лука во Скопје, во Струмица, во Прилеп, каде што е изложена колекцијата и да се убедат во функцијата на самата колекција и нормално во квалитетот на изведба. И сето тоа е носливо парче, значи од панталони до сукни, до фустани, горни парчиња, сетови, капути, да не дискутирам. И тоа да не заборавам, во меѓувреме извадивме уште, сработивме една посебна едиција на капути и на бунди, кои што ги пуштивме засебно надвор од импакт, кои што се веќе пуштени во продажба. И мислам дека тоа е тоа што ние го препорачуваме. Значи, нашата линија е веќе позната со промоцијата на импактот. Таа е таа линија која што сметаме дека оваа сезона треба да се носи. И сега наред се, сега наред се токму љубителите на убавото да направат удар преку вашата колекција и да се покаже тоа. Па и породиците зошто да не? Па нормално, ја мислам дека сега е наред да се проба функцијата на тоа што сме го сработиле. Значи секоја облека нема да биде комплетна или целосна ако таа не е практична за носење. Ако не се чувствувате добро во неја, ќе изгледате модерно, меѓутоа и мора да се чувствувате пријатно, за да може да останете, да го задржите сепството, да бидете вие во самиот тој во тоа што го носите. Така да гледавме да го постигнеме тоа, да направиме еден комплетен производ. Одлично, ние остануваме на 90,8 Урбан ФМ, а нешто подоцна ќе откриеме дали ќе го освојуваме светот, затоа што имам мислење дека тоа така ќе биде. Добро.
Дали планираме да направиме малку и светски импакт, Елена? Мислам дека оваа колекција е достојна да излезе на европскиот пазар. Така нескромно да кажам. Меѓутоа, во меѓувреме, еве сега работиме на две колекции, летна и зимска колекција, која што исклучиво е намената за странски пазари. За македонскиот нормално, меѓутоа и за странскиот пазар. Сепак за да излезете да се лактате на надвор од државата, на другите пазари, луѓето многу добро познаваат што е мода, конкуренцијата е огромна, ние правиме истражување секојдневно. Морате пред се да извадите одличен производ. Ние не сме од тие луѓе кои што се занимаваат со мода, кои што само се вадат на материјал и на едноставна конструкција, колку да помине сето тоа. Едноставно сакаме да оставиме печат во тоа што го работиме. И сега во моментот баш се димензионираме, развиваме една таква линија, која што имаме намера да промовираме некаде надвор. Тоа се сепак некои би кажал, еве, деловни, нели, дискусии и остануваат во една агенда, во една бизнис агенда, би кажал, и во некои бизнис планови за наредната година и за годината после тоа. И ќе видиме како ќе се развива Елена Лука надвор. Меѓутоа, во секој случај, не дека Македонија не ја сакаме, меѓутоа сепак е еден, да кажем, мал пазар и мислам дека одамна го надминавме тој плафон и не можеме премногу да се развиваме или да пружаме уште од нашата креативност, од тоа што имаме да го понудиме како тим, а мислам дека имаме многу и затоа некако не недостасува странскиот пазар и во моментот работиме исклучиво на таа проблематика. Добро сте процениле. Добро, да. заслужено е. Оно што е најважно, ајде, ќе држиме до некое клише, секогаш луѓето сакаат посебно да се дадат чувство на убавина и вредност кога има некаков мотив, оно што претходи новата година. Може би во свет тоа повеќе не се слави, така не се прават некои големи керефеки, ќе ги наречам, но кај нас останува дека за најлудата ноќ луѓето сакаат да блеснат. Така е. Значи, има кај нас такви посебни периоди, кога се сезони, да речеме, кога, еве, како што се има турите, нормално тоа веќе нормално, веќе се, или да кажеме некои прослави, специјални моменти. Меѓутоа, новата година навистина си ја задржа таа традиција дека треба да изгледаме посебно во таа вечер. Тоа е можеби поради силното темпо на работа во Македонија, поради разлите економски услови кои што моментно владеат подолго време. И едноставно сакаме еднаш годишно барем да се приуштиме еден поинаков аутфит, да поработиме малку на тоа како и ќе изгледаме таа вечер. Да не биде и годината. Да не биде и годината, убав почеток да имаме, да поработиме на својата коса, на мејкап. И навистина имаме доста нарачки околу самата нова година. Кога стартуваат такви нарачки, далеку порано од... Да. Значи, нарачките некаде стартуваат месец октомври, би рекла. И некојаш имаме нормално и во средина на декември се случува или на 3 дена пред нова година. И среќа што имам јас голем тим во производство кој што може секојаш да одговорат на задачите на клиентите. Меѓутоа, тоа е една посебна проблематика да работите мода по нарачка. Значи, тоа е една посебна уметност, една посебна убавина, една друга психологија, која го имате клиентот директно со вас, комуницирате најпрво, го запознавате како човек. Послушни ли се? Јас сум еден среќен човек затоа што ги почитуваат сугестиите на Елена Лука и мислам дека не постои конзумент на модата на Елена Лука кој што влегол во нашето ателие без да очекува да кажеме наше мислење за неговиот изглед. Значи секој очекува да биде видоизменет, секоја дама која што ќе се појави, да предложиме една нова форма тоа што го носи. Нормално има господи кои што се сериозно утврдени во својот стил и можеме да направиме само минимални некои промени во изгледот. Меѓутоа, повеќето очекуваат многу поголем експеримент и да се видат во едно поинакво издање, без оглед на волуменот на телото и сето тоа. Така да, еден од периодите кога можеме да ја докажеме нашата професионалност, би рекла, е и точно и новата година. И тогаш веќе почнуваме со тие нарачки. Жените се пресреќни. Што ќе биде тренди за оваа нова година? Повторно нешто... Да, да кажеме рокици, светкаво. Да, нормално е да се одбележи новата година малку во една посвечена варијанта. Ние увезуваме обично материјали од надвор, од Италија, да речеме најмногу. И одбравме за оваа пригода да се тоа материјали кои што имаат некои специфични везови, доработени со доста кристали, со монистра. Меѓутоа, секогаш
може да добиете клиент кој што има посебен сензибилитет и кој што убавината или шлаштавоста ја гледа во едноставното. Значи, одиме на варијанта лес измор, зависно од клиентот. Значи, ова сепак не е колекција, не е некоја едиција која што треба да се повлекува една сама по друга како модел, туку зависно од сензибилитетот на клиентот, така ги движиме и моделите. Од кристали до свечени работи, нормално ние ќе го препорачаме нашето мислење, меѓутоа некаде чувствуваме и потреба кога треба да биде смирен моделот, а тоа да го украсиме, да кажеме, со детал во главата, во косата, со посебен мејкап, затоа што имаме еден комплетен тим во склоп на Елена Лука работи и фризерски салон со една фина екипа, значи кај што работиме одличен мејкап, фризури, сето тоа го средуваме комплет, така да повелете за нова година, тука сме ви стоиме на располагање. Ке дојдеме. Да. Дали се случувало еве да ги охрабриме или еве можеби ти најдобро ќе ни откриеш какви се Скопјани? Независно од полот, дали се случувало да имаме клиенти кои што вршат импакт врз вас, па однаеднаш добивате инспирација кога ќе ги видите? Сигурно. Тоа се добро, тоа се луѓето и од естрадата. Ние работиме доста со луѓе од естрада, да речеме. Тоа се посебни ликови кога можете да донесете цела своја креативност на површина, или кога работите костими за сцена, еве тоа кога работиме за настапи, за фестивали, или кога работиме, да кажеме, костими за театар или за оперета сме работеле. Значи, тоа се некои посебни моменти кога веќе станувате уметник во права смисла на зборот, кога не сте лимитирани до тој степен, поготово во естрадата, тоа е по слободата ја имаме, да се изразиме на начин како што мислиме согласно номерата кој што ќе се изведе на сцена или зашто и да се работи. Тогаш веќе Елена Лука доаѓа во еден свој полн елемент, затоа што ние во крајна линија и постоиме за да направиме нешто повеќе од обичното. Секој модел, деталите го прават посебен и таквите модели костими обично имаат многу детали во себе и разработките го полнат нашето срце, едноставно ја полнат музата, да кажеме. Нормално има и клиенти кои што ќе дојдат и се слободни во дух, се уметници во суштината, и сакат да обличат парче од Елена Лука кој што ќе биде малку со поинаква форма, не сакат да бидат стандардни, како да речеме, не е тоа обични, меѓутоа нешто што се виделе. Сакат да бидат, да, едноставно тоа се револуционери, носители на модата. Таквите се предизвик Елена Лука? Па ја мислам дека и таквите се наши клиенти во принцип. Тоа се луѓе кои што не се плашат, кои што сакат да одат напред, кои што не се стереотипни, кои што сакат да го менуваат времето. Тоа се луѓе со нови идеи. Тие се такви во својот личен живот, тие се такви во својот приватен живот, тие се такви во тоа што го носат. Тие се спремни да се нафатат на предизвикот, да донесат нешто ново и врз себе и во околината, да го менуваат општеството, да одат напред. Мислам дека Елена Лука е најдобар пријател со таквите луѓе. Одлично. Ние сме ваши најдобри пријатели, уште само малку на 90,8 Урбан ФМ. Овој пат звукот на Скопје оддекнува во духот на импакт.
ветено сторено, останува само уште малку време. Елена Лука, сакам твојата финална порака за сите слушатели на Урбан ФМ. Па е вака, да речеме, и покрај се, сакајте се, бидете модерни, бидете позитивни. Тука сме да си помагаме едни со други, тоа е основно. Без обзир кој што работи, кој колку е тажен, среќен, како и да е. И на крај би рекла, носете импакт ова сезона, носете Елена Лука и пред се, значи, само љубов, љубов и љубов. Друго не знам што да ви кажем. Се гледаме во некоја наредна пригода. Ви благодарам многу што бев дел денес од екипата ваша. Јас сум бескрено благодарна и се надевам дека следниот пат ќе говориме токму за ревиите, колекциите надвор од границите на Македонија. Приказна да слушнеме. Не сум ќе биде така. Благодарам. Најубавата, најурбаната порака за вас. Сега ќе ве препуштам и јас на вечерните часови, а вие секако верувам дека знаете како ќе си уживате. Како и да мислете и сакајте се себе си и другите и уживате во животот. Чао од мене.